Богати македонци. Поранешниот вице-премиер Кочо Ангјушев. Под 1. Кочо Ангјушев заработил богатство само во капитал повеќе од 27 милиони евра. Според анкетниот лист, Ангјушев и сопругата поседуваат куќа и 5 стана во Скопје, куќа на Халкидики и стан во Белград, проценети на вкупно 1,7 милиони евра. Имаат и 2 деловни простори во Скопје. Кочо Ангјушев пријавил и 3 возила, проценети на 170.000 евра, како и еден чамец од 30.000 евра. Ангјушев поседува часовници Cartier, Omega, Longines и Rolex со вкупна вредност од 40.000 евра, како и 20 уметнички слики и скулптури од 105.000 евра. Од заштеди на девизна сметка има 1 милион евра, а на денарска заштеда има околу 75.000 евра. Тој има пријавено и дека од рента досега има заработено 130.000 евра. Ангјушев и сопругата имаат удели во компаниите Fero Invest и Office Rent во износ од над 21 милион евра. 2. Митко Јанчев. Кај Митко Јанчев пријавени се коли, трактори, мотори, златен накид, часовници, уметнички слики, недвижен имот, но и друг имот, како и банкарски сметки, удели и кредити. Имот кој го пријавил Митко Јанчев, кавадарчанецот поседува имот вреден скоро 11 милиони евра. Вкупниот недвижен имот во Кавадарци, Ваташа, Скопје и Охрид, кој го поседува Јанчев, а вклучува земјиште, станови, куќи и непрецизиран имот, изнесува 240.770 квадрати и е вреден 1.865.000 евра. Неговиот возен парк се состои од БМВ, мотори, трактори, додека пак неговата сопруга поседува Land Rover. 3. Ванчо Чифлиганец. Ванчо Чифлиганец, собственик на градежна компанија и поранешен политичар, започнал нов тренд во македонската краткотрајна корпоративна историја. Градежна компанија Адора со своите придружни друштва вложила околу 10 милиони евра во Комерцијална банка, една од двете најголеми македонски банки. За 10 милиони евра Адора станала најгласната во одлучувањето на банката, која контролирала 22% на целиот македонски банкарски пазар. Комерцијална банка има деловни односи со 670 банки во најмалку 40 земји во светот. Депозитите на коминтенти, освен банките, изнесуваат повеќе од 1,5 милијарди евра и во многу други работи има прилично голем профит. 4. Богатството на Слободан Кутревски, најголемиот македонски производител на сувомесни производи и лидер во логистичката дистрибутивна дејност ПКБеско, во 2012 година го отвори новиот производствено логистички центар во Кадино, општина Илинден. Инвестицијата беше вредна 13 милиони евра. Заклучно со оваа инвестиција ПКБеско има инвестирано околу 18 милиони евра. Слободан Кутревски се проценува дека има богатство повеќе од 35 милиони евра. 5. Аристо Гуштеров. Донации во уметноста и храмовите за заедништво на луѓето во спортот и истражувачката дејност, влијателните и богатите луѓе во Македонија покрај бизнисот инвестираат и во различни општествени гранки во земјата. Еден од нив е и Аристо Гуштеров, менаџер од престижна генерација на бизнисмени израснати под закрила на Техно Метал, најголемата македонско извозно-увозна компанија до почетокот на 90-тите години на минатиот век. Тој го развил својот самостоен бизнис на релациите Русија, Австрија и Америка. Единствениот кој имаше ќар и профит беше токму Гуштеров, кој заработува милиони, кои му помогнаа да развие силен бизнис и практично со тие средства тој до денес опстојува. Со негов ангажман е привлечен и изграден првиот производен погон во слободната зона Бунарџик,
од мултинационалната корпорација Johnson Controls. Јас во Македонија започнав својата кариера, тука завршив високо образование, државата ми овозможи да се издигнем на одредено ниво на европските светски бизниси и сега нормално е да и вратам. Тој има богатство повеќе од 50 милиони евра и капитал.